Дебарското езеро е слика и прилика на нефункционалниот систем за управување со отпад во Македонија. Дамката од пластични шишиња и друг отпад која и денес плови на површината беше најраспространета во 2016 година, кога овие фотографии ги преплавија социјалните мрежи. Слично е и во Охрид. Таму поголеми бранови на кејот често изфрлаат пластичен отпад што бил фрлен во езерото. На хартија има систем за управување со пластичниот отпад, но дека тој не функционира потврдува и извештајот на Државниот завод за ревизија насловен "Ефикасно третирање и справување со пластичниот отпад". Во него ревизорот не штедел критични оценки. Нема селекција, односно граѓаните не го одвојуваат пластичниот од останатиот отпад. Надлежните не поставуваат доволно контејнери за таа намена. Државата не издвојува доволно средства, нема доследна примена на начелото загадувачот плаќа, недостасува надзор, а не се донесени ниту нови плански и програмски документи. Поради тоа, собраната количина селектиран пластичен отпад во државата е минимална и представува 1,4% од вкупниот собран отпад во една година. Од вкупно собраниот отпад во Република Северна Македонија се рециклира помалку од 1%. Во ревизорскиот извештај е посочен само еден светол пример – општина Прилеп. Уште во 2009 година локалните власти поставиле мрежести контејнери за отпад што се рециклира, за пластика, за хартија, за стакло и за најлон, покрај вообичаените контејнери за мешан отпад. По домаќинствата пак поделиле по еден дополнителен жолт контејнер, па прилепчани почнале од дома да го одвојуваат отпадот. Сега нивната општина е меѓу ретките во кои функционира селекција на отпадот на местото на неговото настанување, така наречена примарна селекција. Како ги натеравте граѓаните да прават примарна селекција? Пред се со апел на граѓаните, има направени брошури преку локалната телевизија, тогаш имаше локална телевизија до пред неколку години, апелирање по основните училишта, имаше за учениците апел како тоа треба да се прави, зошто тоа треба да се прави, за подобрување животната средина, за подобрување животниот стандард на нашите граѓани, ама тоа е, да кажам, само почеток и се уште мислам дека не е доволно. Отпадот се собира со 2 камиона. Во еден се товари мешаниот, а во друг отпадот за рециклирање. Тој се носи во овој погон на комуналното предпријатие, на чија постројка отпадот се балира. Селектираниот отпад уште една се селектира, картонот и хартијата од една страна, стаклото на друга страна, најлонот на трета страна и пластиката на четврта страна. Тоа се балира, имаме посебни 2 мали преси, од кои што и минатата година, морам да кажам, набавивме една нова преса од 50 тони, автоматски, која што ги балира сите овие примарни селекции на 4 компоненти што ги напомнав. Балираната пластика се продава на фирми што ја откупуваат, но сега тоа оди тешко зашто со корона кризата побарувачката и цената се драстично паднати. Откупената пластика од земјава најчесто се извезува во Романија, Бугарија, Турција и други земји. Според ревизорскиот извештај, пластиката се рециклира и во фирми во Македонија, кои од неа прават гранулат кој потоа го продаваат. Но овој период побарувачката и цената на гранулатот е падната, па најголем дел од фирмите за рециклирање се во тешка економска состојба. Според познавачите, ваквите ситуации на површина ги исфрлаат проблемите. Системот за управување со отпад не е поддржан во случај кога цената на суровините опаѓа. Конкретно со пластиката е берзанска цена, значи е берзански производ, кога е атрактивна и кога е висока цена, тогаш буквално сите се мобилизираат, збориме неформални собирачи, фирми за рециклирање, фирми за собирање ја собираат. Но кога ќе падне цената, кој што е случајот оваа година и минатите години, тогаш треба да се јави механизам кој што е воспоставен од државата, од општините и ќе ги субвенционира собирањето. Сепак, општина Прилеп не се откажува иако и за неа селектирањето и собирањето на отпадот е финансиски неисплатлив процес. Поголема вредност од парите во случајот има екологијата. На главниот и најбогат град Скопје не му оди никако на Прилеп. Во метрополата селектирањето на пластичниот отпад и натаму е сведено на проекти на невладини организации. Оваа зграда во скопската населба Црниче е една од 46 во кои Сдруженијето Go Green поставило канти за селекција на отпад. Едната е за пластика, другата за хартија.
Претходно станарите 3 години безуспешно барале од јавните предпријатија да им овозможат да го селектираат отпадот и тој да заврши на вистинско место. Тоа им успеало откако се пријавиле на повикот на Go Green. Заедно со кантите добивме и упатство за тоа што се селектира и како треба да се изврши селектирањето и наистина се функционираше одлично. Соседите одлично селектира пластиката, одлично селектира хартијата и истите завршува на право место. Од Go Green сметаат дека селектирањето и рециклирањето не и се приоритет на државата, со самото непоставување доволно контейнери според бројот на жители. Жителите доколку им се возможат услови, значи им се направат канти за селекција блиску или во нивните домови или некако на ниво на населба или на ниво на општина, тие навистина ќе селектираат. Тоа ни се докажи и со нашата иницијатива Селектирам. Но сега нема кој да го собира селектираниот отпад, па станарите на сопствен трошок го носат во некоја од соседните населби во кои има такви контейнери. Сепак, според ревизија, најголем дел од селектираниот отпад не доаѓа од малкуте контейнери, туку од човековиот труд. Неформалните или индивидуални собирачи на пластика се поефикасни од државата, општините и невладините организации. Да е апсурдот поголем, никаде не се спомнати во законската регулатива. Не се разгледани можности за нивно формализирање и организирање преку социјално предпријатие или јавно-приватно партнерство, со што би им се обезбедило стабилен приход и легализирање на нивните активности. На крајот од извештајот, ревизорот дал 49 препораки, од кои повеќе од половина се однесуваат на Министерството за животна средина, меѓу кои да се продолжи со активности за донесување нови закони, изготвување и донесување документи како планови и стратегии, имплементација на регионалните планови за управување со отпад, повеќе инвестиции во оваа област, како и надзор и контрола. Тие препораки се и во насока на новата легислатива која ние веќе ја подготвивме, во смисла на хармонизирање на она што не беше дохармонизирано со европските регулативи во областа на управувањето со отпадот, бидејќи од поодамна ни се донесени овие закони, а како што знаете во Европската унија постојано се донесува нека нова регулатива, се пратат новите трендови, се поставуваат многу повисоки цели, многу построги критериуми. Ако има закони, зошто Македонија со децении не може да воспостави квалитетен систем за управување со пластичен отпад? Од Министерството вина наоѓаат и кај државата и кај граѓаните. Првата работа е недостатокот на средства секогаш, затоа што воспоставувањето на еден добар систем за управување со отпад, оној како што го имаме предвидено во законите, бара средства. Значи, купување на контейнери, поставување на тие контейнери, обезбедување на посебни возила за да го собира отпадот од секој посебен контейнер. Едно возило за жолтиот контейнер, кај што имате пластика и тетрапак. Едно возило за хартијата, картонот, лименките, стаклото и така натаму, нели? И во таа смисла е проблем кај нас, затоа што секогаш имаме недостаток на средства и не е дека не е воспоставен, меѓутоа не е на целата територија или не е совршен тој систем, да речеме. Имаме обиди, се обидуваме, но оди тешко, првенствено од овие причини. И втората причина е ниската свест кај граѓаните. Едноставно немаме навика, тоа е нешто на кое што треба интензивно да се работи. Во вака бавните процеси, секоја идеја значи многу. Овие апарати поставени на повеќе локации во Скопската општина Центар служат за рециклирање пластичен отпад. За центарци да ги користат треба да извадат така наречена Green Pay картичка. Картичката ја приближувате до читачот, а потоа го внесувате пластичниот отпад или лименките. За возврат на картичката добивате парична субвенција и попусти во одредени маркети, кафулиња, ресторани, бутици. Проектот го реализира јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Дневното ниво за зимање на овие зелени, односно Green Pay картички се движи од 20 до 30 луѓе на дневно ниво се приклучуваат на оваа иницијатива. Во овој момент сме над 1000 жители веќе имаат подигнато картички, очекуваме таа бројка да стигне до крајот на годината до 15.000 и дека ќе успееме да влеземе во секое семејство. До сега се поставени 9 вакви апарати, а во набавка се уште 18. Во хаотичната сфера на управување со пластичен отпад, во која ни фалат и камиони, и контейнери, и документи, и свест, ваквите примери се надеж дека во Дебарското езеро ќе има повеќе риби од фрлени пластични шишиња.
а Охридското, вознемирено од некое невреме, нема да ни го исфрла срамот на површина.